Јас сум Оливера Шиклеска Грозданова, наставник по информатика во Основното училиште Ѓорги Сугарев Битола, вклучена во овој проект како училишен администратор. Значи, алатката е навистина добро осмислена, со една јасна структура, со прегледен интерфејс, со една едноставна навигација. Па токму и од таму функционалноста беше токму заради прегледниот интерфејс, како што реков, имавме една лесна навигација ни сите тие менија, функционалност и функции. Генерално и целата постапка, значи од почетокот на најава на администрацијата, најава на корисниците, од регистрирањето на корисниците, па до одобрување и до понатаму следење на напредокот кај наставникот се одвиваше лесно и без некои поголеми потешкоти. Регистрацијата одеше брзо, податоците беа автоматски поврзани, така што беше многу минимизирана можноста или ризикот од некои грешки, што нас многу како администратор ни ја олеснува работата. Она што би го истакнала и сметам дека беше корисно, беше делот што ние можноста да ги следиме статусите на креираните, на личните планови за професионален развој, значи од самото креирање до одобрувањето, па и до последната фаза на реализацијата на личниот план за професионален развој. На тој начин админ панелот нас всушност ни возможуваше еден континуитет, континуирано да ги ажурираме податоците и да имаме еден транспарентен увид во целата таа постапка. Така да и од информатички аспект сметам дека алатката ни придонесе кон автоматизација и дигитализација на целиот овој процес во делот на личниот план за професионален развој на наставниците, зашто порано пак ни беше потребно многу време и хартија, а сега се е систематизирано, се е лесно достапно, така што во недел што нас ни треба понатаму за работа со извештаите и анализата, така да со само неколку клика, значи веќе на крајот доаѓаме до статистички податоци, до комплетни прегледи, до извештаи комплетно за сите планови и компетенции што ги избрале наставниците. Улогата на администраторот е клучна затоа што не само како техничка поддршка, она што обично се очекува и се смета, туку дека обезбедува точни податоци, навремени и го прави целиот тој процес поефикасен, а со тоа и поефективен. Ваквите алатки и други дигитални алатки, но и оваа пред се, значи навистина го напредуваат целиот тој процес, еве конкретно, значи тука ни беше за делот за личните планови за професионален развој и ни овозможуваат, значи систематизирано, точно, навремено да ги имаме достапни сите тие податоци. И затоа, еве, како да констатираме дека она што беше дали, навистина алатката ни го прави целиот тој процес поефикасен за сите чинители вклучени во овој процес и за и целокупната работа на, значи воопшто во овој дел на професионалниот развој на наставници. Јас сум Невенка Иванова Толеска, одделенски наставник во Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. Ова навистина немам зборови колку тимот беше спремен за да ни помогне, да не поддржи. Имавме обука, имавме на училиште работилници, интерна обука, така да целиот овој процес беше многу олеснет за нас. Вашиот формулар многу лично мене ми помогна да се преиспитам до каде сум со моите способности, со моите компетенции, каде би сакала да одам понатаму. Нормално имав представа во што би сакала да се унапредам. Меѓутоа, прашањата ви беа доста детални и самото тоа не натера да размислиме подобро и подлабоко како, на кој начин, каде да се насочиме и така натаму. Потоа го имавме во предвид и водичот за работа, така да целиот процес беше многу олеснет за нас
и ми се допадна бидејќи бевте концизни, конкретни и можев да дадам одговори на прашањата. Исто тоа, како што кажав претходно, да се преиспитам. Целиот процес беше многу добро смислен, концептот беше добар и се постигна целта да направиме успешен, реален план за понатамошен професионален развој. Јас сум оделенски наставник ментор Наташа Тодоровска во Основното училиште Ѓорги Сугарев во Битола. Ја имав таа чест да бидам во почетокот тестатор на алатката, заедно со директорката од нашето училиште. Двете искрено, со еден поглед да кажем дека оваа алатка многу ќе ни олесни работата во тимот за професионален развој на училиштето. Ми беше многу мило кога таа прифати нашето училиште да биде едно од 20 пилот училишта во Македонија, а воедно ја имав и честа, добив и честа да бидам и консултант за 5 училишта, значи како координатор на 5 пилот училишта. Тоа ги зајакна моите компетенции на многу полиња, професионално и во соработката со другите училишта, но пред се да ги открием можностите на алатката и како координатор и како член на тимот за професионален развој, пред се како наставник, да си пополнам се што е потребно, да си изработам свој личен план за професионален развој, потоа да бидам член на тимот за професионален развој и да имам улогата на председател на тимот за професионален развој, што значи алатката комплетно имав можност во овој тест период да ја откријам, да ја истражувам од повеќе аспекти. Што би кажала во врска со улогата на председател на тимот за професионален развој? Првен зборот тим е многу важен, а ние во нашето училиште тимот го имаме на високо ниво и претходно како тим за професионален развој, затоа што тука членуваат председателите на стручните активи од оделенска и од предметна настава. Добра е врската, соработката со сите наставници и начинот на пополнување и пренесување на самата алатка и начинот на пополнување на личен план одеше со поддршка на председателите, односно тимот беше вклучен од самиот почеток. Она што е одлично во самата алатка е тоа што имаме два панели, панел за наставник во кој што секој од нас, секој наставник си пополнува, си прави самопроценка на своето знаење, F1 пополнувавме, потоа F2 ни се издвоја најслабите компетенции кои што сами сме ги генерирале, читајќи, како што кажа и колешката наставник, детално самопроценка. Секој од нас имаше можност на вистина да си направи самопроценка и потоа F3 да го генерираме со сите оние потребни активности, ресурси, исходи и она што го планираме. Тоа мене како член на тимот за професионален развој ми овозможи добро да ги разгледувам личните планови на колегите кои што ги поднесоа, да направам увид, да направиме заедно со сите членови увид и потоа да дадеме препораки до колегите за подобрување или доколку одлично, според сите насоки си го пополнале личниот план за професионален развој, да го одобриме нивниот статус во одобрен личен план. Што ни помогна сето тоа? Откако навистина морам да ги пофалам, во планираниот рок сите 100% од наставниците изготвија личен план за професионален развој, следејќи ги насоките, споделен беше и водичот со нив, меѓутоа има и интерна обука и постојана поддршка и од админот и од нас како членови на тимот, заедно сите по самата постапка преку админ панелот направивме анализа на личните планови и на најслабите компетенции. Тој е извештајот кој што е многу важен и кој што на нас дефинитивно многу ни олесна работата. Затоа што кога ќе се спомне извештај, сите некако знаеме дека има огромна врска, значи многу запишување, многу за планирање, но спротивно тоа, извештајот со само 2 клика, во која што прикажи статистики и симни ги резултатите, автоматски ни генерираше и слика, од секоја компетенција, издвоене секој наставник со број на компетенциите, колку наставници се искажале дека тој има слаба страна, дека сакаат таква обука,
така да ние заедно, откако ги симнавме сите информации што ни ги даде самата алатка, како тим за професионален развој, вклучувајќи, тука беше и директорката присутна, направивме евиденција на сите компетенции од најмногу избрани до најмалку избрани и како приоритетни заедно како тим, затоа зборувам, многу е важен зборот тим, да се излезе во пресред на сите наставници кои обуки може да им се овозможат во текот на годината и некои од нив ни се поклопија со самото наше планирање на професионалниот развој на училиштето и кои да се земат во предвид. Можноста да се изберат 3, 4, па и 12 компетенции, тоа зависи од можностите на училиштето, нели, и колку може да се излезе во пресред, беше одлична, така да ние сите заедно направивме избор на компетенциите на кои што ќе работиме и веќе почнахме да работиме, бидејќи една од компетенциите токму беше и поддршка за личен план на професионален развој, а ние со самото вклучување во проектот сметаме дека 100% од наставниците кои што учествуваа веќе нема да имат проблем да го разберат процесот на самопроценка, пополнување на личен план професионален развој и искрено сите планови се веќе превземени и сите се прикачени на училишниот драйв, каде што комплетно можат да бидат повторно на увид и на било која инспекција која што би проверила законски дали наставниците изработија. Мене ми беше чест и задоволство во овој краток период успешно да истестираме алатката и да пренесеме искрено позитивни искуства. Како председател на тимот немав ништо поголема обврска од сите членови на тимот. Ние си поделивме, морам тоа да го кажам, бидејќи сме 60, над 60 наставници, си поделивме рамноправно тежината да се растерети, добро да се проверат сите лични планови по активи, да си ги проверат своите потреби наставниците во активите и се зеде тоа во предвид, нели, при натамошни обуки кои што, нели, преку училиштето или самоиницијативно би ги реализирале. Моето име е Билјана Темелкова. Во моментов на раководна функција во училиштето, директор. Инаку претходно долги години го водев јас професионалниот развој, тимот на професионален развој. Со мене почна првиот личен план за професионален развој кога се воведе во училиштето. Сето тоа прво одеше на хартија. Знаете, нели, како изгледаат прашалниците. Па имавме моменти кога наставниците си препишуваа едни од други одговори, затоа што не беа свесни дека тоа личен, значи во буквална смисла личен план за професионален развој и нормално немавме реални податоци на крајот за да го изготвиме планот и програмата за професионален развој на ниво на училиште. Подоцна преминавме на една дигитална форма, значи го пренесовме тој формулар во Google Forms, па така го работевме, значи исто наставниците се тестира, односно кликаа за да добиеме план за професионален развој, а исто така и личниот план си го правеа во Google Forms за да имаме ние увид полесен и пристап полесен до нивните планови, но повторно ќе речам, тоа беше еден вид пак препишување, подобро од претходното, но сепак некако добивавме исти лични планови за професионален развој кај повеќето. И сега со примена на дигиталната алатка, чест ми е и што можев и да ја тестирам прво, пред да ја одобрам да се користи во нашето училиште и многу ми се допадна. Значи со самата оваа алатка добивме еден нов квалитет во нашиот систем на професионален развој во училиштето, што значи наместо едно формално следење, сега добивме еден поструктуриран и транспарентен процес кој всушност се темели на реални податоци и индивидуални потреби на наставниците. Наставниците добија можност да ја согледаат сопствената пракса, така како за прв пат некако, повеќето од нив, да си ги идентификуваат областите за унапредување и да постават лични цели за развој. Со самото тоа што алатката сама ги изфрла оние послаби страни, им се олесни процесот на
наставниците да самите увидат кои се реално нивните послаби страни. Сега, аз како директор можам да речам дека ова ми го олесни планирањето на обуки и поддршка на наставниците. Сега не генерално, туку и насочено, значи според тоа што навистина им е потребно на наставниците или на конкретни наставници. Значи, тоа си создава една поголема мотивација кај наставниците да знаат дека навистина им е потребно да следат конкретна обука, чувство на вклученост, култура, да речам, на континуирано учење во училиштето, и сметам дека токму тоа е клучот за еден одржлив професионален раст и развој. Сега, исто така, мора да напоменам дека многу сум задоволна од работата на тимот која спроведе примената на алатката. Тимот покажа високо ниво на одговорност, иницијативност и секако професионализам, како и секогаш кога се работи во нашето училиште, значи не само сега, туку и години наназад. Тие си соработуваа континуирано помеѓу себе, со колегите, обезбедуваа поддршка, повратна информација, постојано беа на располагање на колегите и така успеа процесот да го направат разбирлив и прифатлив за сите. Наидоа малку на отпор од некои колеги на почетокот, но најважно дека го спроведоа со ентузијазам и верба дека оваа алатка носи реална промена во квалитетот на наставата. Така што им благодарам за нивниот пристап и успешна имплементација. Ви благодарам и вам што не избравте да бидеме пилот училиште токму за оваа алатка.